Помина околу 6 години од изборната програма на градоначалникот Зоран Заев. Ветени нови булевари, а булевари нема. Постарите асфалти се попуштени, родени се вдлабнатини до половина метро и широки колку кратери, но санација се уште не е извршена. Граѓаните велат дека при возењето секојдневно внимаваат тркалата од автомобилот да не им завршат во некоја дупка, а во никој случај да не го оштетат својот автомобил. Тие се сеќаваат на нови улици изградени пред околу 2 години. Има ли проблем градот со патините по улиците што се? Има не се направени. Има нешто се запостави, а зашо не знам. Сеќавате ли колку посетен пат направена нова улица во Струмица? Праваш, аз мислам оти пред година дена имаше. Дали на Струмица е потребни нови патишта? Па секој дека се потребни. Нова улица. Посебен транзитниот пат, за друго не се сеќавам. Секоја дупка, што поскоро да санира. Оти това смета и на точек и на кола не се смета. Само това е арно. Значи. Аз се усети, оти секоја дупка е направена на пато. И тај пат се користи. И некој път не се кајки мора да минеш низ дупката. И треба се направи. Граѓаните велат дека проблемот се должи на неангажираноста на градоначалникот Зоран Заев околу проблемите со кои се соочува општината. Велат дека Струмица останува без татко. Нешто сега е запоставено. Сега веќе знам зашо е запоставено. Сега сме ние без татко. Таткото ни е горе, сега да е премиер. И тешко. Во Белата книга на градоначалникот Зоран Заев, која е отчет за сработеното во периодот од 2005 до 2013 година, наброени се околу 100 асфалтирани улици и реконструирани тротоари, но ниту во еден сегмент не се споменати нереализираните инфраструктурни проекти во патната мрежа. Она што се издвојува како обемна инвестиција во инфраструктурата на територијата на општина Струмица е делницата од Струмица до Костурино, која реализира владата на Република Македонија со издвоени 166 милиони денари од државниот буџет. Доколку се следат текомните настани во изборниот циклус што ја погоди Струмица во 2009 година, забележително е дека за проширување на оваа делница збор вети и градоначалникот Зоран Заев. Во изборната кампања за 2009 година, граѓаните својот глас го даваат како согласност за проширување на доградба на два модерни булевари. Булеварот Климент Охридски, како и булеварот кој требаше да поминува преку мостот на реката Водочница. Според изборната програма на градоначалникот Зоран Заев од 2009 година, на ова место требаше да се изгради модерен булевар Климент Охридски, кој требаше да биде решение со 4 ленти, а исто така требаше да се изгради и модерно решение кој ќе го пресекува овој се уште неизграден булевар. Поминаа речиси 6 години, а од општината Струмица ни вела дека ова решение ќе влезе во програмата на општина Струмица за 2016 и 2017 година.